Имаше многу дискусии во однос на главната тема, тоа е справување со мигрантската криза долж Балканската рута. Сите земји партиципиенти на денешниот самит ги искажа своите позиции. Република Македонија, тоа го кажавме јасно и на самитот, очекуваме да има јасен и прецизен договор од самите членки на Европската унија. Ние тој договор и тие политики ќе ги примениме, бидејќи аспирираме за полноправно членство во Европската унија. Исто така, реафирмиравме се што имаме досега направено на планот со справување со мигрантската криза, нешто кое што беше пофалено од земјите присутни на денешниот самит. Република Македонија едноставно е дел од решението за оваа криза, бидејќи Балканската рута поминува низ Македонија, и јас очекувам дека Европската унија ќе направи се максимум во делот на превентивата, во делот на комуникацијата со Турција и со останатите земји кои што се нели како потенцијални земји од кај што доаѓаат мигрантите, да до ова не дојде, меѓутоа ако дојде до нов бран на мигрантска криза, ние соодветно ќе реагираме. Исто така кажавме дека очекуваме конкретна и јасна поддршка на македонските институции, на армијата, на полицијата, кои што имаат непланирани трошоци за справување со оваа состојба, и очекуваме дека нашите партнери од Европската унија ќе го земат сериозно ова што го кажавме како позиција. Господин Димитриев, имате различни тонови од страна на премиерите. Австријскиот канцелар Керн рече исто како и председател на Европскиот совет Туск дека затворена и дефинитивно е Балканската рута, но од друга страна грчкиот премиер Ципрас вели нелегалните премини, но нелегалните премини се дефинитивно затворени, треба исто така да останат. Дали таа разноликост во тие мислења беше забележана внатре и што тоа за Македонија значи? Имаше различни гледања на состојбите. Факт е дека, како што кажа и канцеларот Меркел, на дневна база во Германија и во другите земји пристигнуваат се уште мигранти. Тие пристигнуваат од различни рути, значи не се сите од Балканската рута, дека прашањето со мигрантската криза трае и сега во моментов. Згора на тоа, нели, се имаат и во предвид потенцијалните нови мигранти кои што броевите се огромни од земјите кои што би можеле да дадат дополнителен број на мигранти. Имаше различни видувања помеѓу самите земји членки на Европската унија, меѓутоа се договорија одредени средби на пониско оперативно ниво кои што ќе изнедат конкретни мерки и решенија кои што ќе бидат нели како решение на мигрантската криза. Имаше такви дискусии и од страна на грчката влада дека тие прават се максимум за да не идат мигранти во Македонија и понатака, меѓутоа е факт е дека мигранти доваѓаат на дневна база. Ние во Македонија се соочуваме со отприлика 150 до 200 обиди за нелегални преминувања на нашата граница, значи сепак протекува одреден број на мигранти и во иднина мора да имаме посилен фокус и поконкретна акција генерално како земји кандидати за членство во Европската унија, земји членки на Европската унија. Јас тоа го кажав и мојата дискусија дека не треба се препушти на национално ниво земјите да креираат политики. На главната акција да биде префрлување од сопствената граница на првата, нели, наредна граница. Туку треба да имаме една јасна политика, дали е тоа политика на реадмисија, повторно враќање на бегалците од земјите кај што доаѓаат, дали ќе има политика на запирање воопшто да не тргнат мигрантите. Меѓутоа тука тоа останува да клучните земји од Европската унија го решаваат со овие земји кои што се повикани. Дали може би е ветена некаква конкретна помош на земјата, имајќи го предвид дека во минатиот период и ние како држава неколку пати реагиравме дека во моменти бевме оставени сами на себе да се справуваме со оваа криза. Дали ова може да се промени во иднина? Дали има таква најава? Значи, финансиската помош на Република Македонија е повеќе од неопходна. Ние и досега она што го направивме со сопствени средства од нашиот буџет, а средствата се огромни за буџетот на Република Македонија, тие се апсолутно непланирани. И јас апелирав да таа поддршка биде што е можно побрза, да биде реална и пропорционална со трошоците кои што ги имаме,
да биде адресирана на владините институции кои што се справуваат со тоа. Се разбира, вклучувајќи ги тука и невладиниот сектор кој што очекува поддршка, меѓутоа акцентот треба се стави реално на оние институции кои што ги трошат средствата и на тие треба да ги бидат рефундирани и вратени. Ние не сме против да се помага и невладиниот сектор, тој треба да биде помогнат, меѓутоа трошоците кои што ги прават нашите институции се релевантни и треба да бидат надоместени од Европската унија, бидејќи Македонија со ништо не допринесе да се случува ова нешто кое што троши на дневна база големи суми од граѓаните на Република Македонија.